Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за важноста и значението на постот. Православната црква одредила повеќе денови на пост. Имаме еднодневен и повеќе дневен пост. Еднодневен е секоја среда и петок на празникот одсекување главата на Свети Јован Крстител, празникот Крстовден и денот пред празникот Богојавление Водопост. Повеќе дневни се деновите пред големите празници и тоа: пред раѓањето на Господ Исуса Христа Божик, пред празникот на Воскресението Христово Великден, пред празникот на светите апостоли Петар и Павле Петровден и пред празникот Успение на Пресвета Богородица Голема Богородица. Постот е востановен во рајот. Постот постои откако човекот е на земјата, а тоа значи востановен е во рајот. Првиот и основен закон даден на Адам и Ева е заповедта за постот. Имено кога Бог ги создал нив, им определил да живеат во рајот. Бог им дал слобода да ги користат сите благодети и да уживаат во рајската убавина. Но им дал и закон по кој треба да се управуваат. Тоа бил законот за постот. Со тоа Бог не им ја ограничил слободата, туку им дал најдобронамерен совет кој се однесува на здравјето на личноста и нивниот ментален развој. За разлика од светите ангели, кои се духовни суштества, Адам и Ева биле создадени со тело и душа, па затоа им бил потребен закон, односно правец, за делување кон остварувањето на нивната цел, а тоа е останување во близина со Бога. Бог нив не ги казнува, туку ја пројавува својата грижа за нив, одредувајќи им морална рамка. Законот Божи ги подсетува дека не се сами, туку Господ е со нив и над нив. Заповедта за постот не е од привремен карактер и не важела само за во рајот, туку има трајна вредност и вечна важност. Постот се применувал во Стариот Завет. Читаме дека светиот пророк Илија повеќе од 3 години постел во пештерата, па и Свети Јован Крстител постел во пустината. Како подготовка за својата мисија, веднаш после крштевањето, Господ Христос отишол во пустиња и постел 40 дена. Пишува евангелистот Матеј, глава 4, 1-11. Ако Господ Исус Христос како Богот човек чувствувал потреба од пост, тогаш што да кажеме ние? Ние сигурно имаме многу поголема потреба од изолација од злото и посветување на духовните работи. Затоа црквата ја задржала првобитната заповед Божја и одредила истата да важи и за денешно време. Според тоа, доколку и ние сакаме да се одречеме од гревот и злото, неопходно е да почнеме да постиме. Постот е почеток на подвигот кон заедница со Бога. Христос вели: овој пак род, се мисли ѓаволскиот, се истерува само со молитва и пост. Матеј 17:21. Ѓаволот е причината за секој зло во светот. Затоа Христос најпрво, како мерка за ослободување од злото, препорачува пост, односно послушност кон Бога и откажување од лошите навики. Откажување од лошите дела, а тоа значи откажување и очистување од гревот. Гревот е рана на душата, која постојано крвари и е голема бариера и препрека помеѓу нас и Бога, вели Свети Јован Златоуст. Зошто постиме? Постот е срж на моралниот живот во православната црква. Неговата цел е целосно усмерување кон она што е добро, што е корисно и возвишено. Преку постот ние правиме себе контрола како би останале свртени кон Бога. Со други зборови, постот е богогодна филозофија
на христијанското живење. Ако постот им бил потребен на Адам и Ева, а и Господ Христос постел, тогаш уште повеќе ни е потребен нам. Целта на нашето живење овде на земјата е приближување до Бога, а првиот човек кон таа цел е постот. Учителе, добро ни е овде да бидеме. Лука 9:15 му рече апостолот Петар на Господа Исуса Христа на планината Тавор, кога Христос се преобрази. Им било добро и убаво на апостолите затоа што биле во близина со Мојсей и Илија, а најповеќе затоа што биле во близина со Бога. Начин на постење. Постот има две димензии. Едната е физичка, надворешна или телесна, а другата е духовна или внатрешна. Која е физичката димензија? Основата на двете димензии е во воздржувањето, и тоа најпрво воздржување од гревот. Воздржување од гревот е непослушност кон ѓаволот кој е негов создател. Гревот може да нанесе голема штета на човекот, може длабоко да го повреди, да го деформира, па дури и да го уништи. Луѓето сме несреќни затоа што сме грешни. Гревот не оттуѓува од околината и од ближните, а потоа и од Бога. Најдобар пример за ова ни дава Христос со излекувањето на болниот во Гадаринскиот крај, Лука 8, 26-39. Воздржувањето е ограда со која не му дозволуваме на злото да навлезе во нас. Така се заштитуваме да не постанеме и ние негови робови. Например, колку зла во светот би се намалиле ако луѓето се воздржуваат од алкохол, дроги, криминал и слично. Постот подразбира целосно воздржување од се она што иницира и што не води во грев. Уште, физичката димензија на постот се состои и во воздржување од одредена телесна храна. Таква заповед им дал Бог на Адам и Ева кога им рекол: од секое дрво во градината можеш слободно да јадеш, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. 1 Мојсей 2, 9-17. Ако ја прекршите оваа заповед, нашите односи ќе се нарушат. Така и станало. Штом тие го погазиле дадениот збор Божи, Господ се оддалечил од нив. Не е проблем јадењето од забранетиот плод, туку е проблемот во нивната непослушност. Бог се грижи за луѓето, но сепак грижата Божја кон луѓето не престанала. Ако во почетокот он зборувал директно со Бога, со Адам и Ева, денес ни зборува преку црквата. Светиот Дух раководи со црквата. Затоа велиме дека црквата не е човечка творба, туку Божја инсталација на земјата. Таа е создадена за спасение на луѓето и стекнување вечен живот, Царство небесно. Тоа е првата и основна дејност на црквата, а се друго произлегува од тоа. Нејзин основач е Господ Исус Христос преку неговото страдање на крстот на Голгота, а особено со воскресението. Христос воскресна и смртта ја победи. Тоа е најголемата победа во историјата на човештвото. Затоа црквата не само што ја задржала првобитната заповед за постот, туку ја усовршила со нови правила. Со прекршувањето или неисполнувањето на црковните правила за постот, и ние ја покажуваме Божјата заповед и стануваме непослушни, стануваме предавници и бутовници против него, затоа што така ја потценуваме и негираме Божјата светост, а тоа е сепак голем грев. Духовната димензија на постот се манифестира преку нашето етичко и морално однесување, кое пак е поврзано со заповедта за постот. Духовниот пост најкратко можеме да го сведеме на следната синтагма. Она што не сакаш да го прават луѓето на тебе, немој да го правиш и ти на другите. Кратко и јасно.
Сите ние сакаме луѓето да не почитуваат, да не уважуваат, да не сакаат и слично. Ако таков однос бараме од другите, тогаш и ние имаме обврска тоа да го правиме. Светиот Василije Велики за постот вели: не ја ограничува вредноста на постот само на воздражување во исхраната, затоа што вистинскиот пост подразбира да не правиш ништо неправедно, да ги одврзеш врските на неправдата. Простете му на вашиот ближен за злото што ви го направи и заборавете ја на вредата. Вашиот пост да биде чист, без осудување и без расправи. Не може да не јадеш месо, а да го јадеш брата си. Не е доволно да не пиеш вино, а да си полн со неправда. Ниту еден совет не може толку да допре до душата на алчниот, колку средбата со воздржанието. Прекумерното јадење е исто така нарушување на постот. А преподобниот Илија вели: некои внимаваат каква храна ќе внесат во себе, а се немарни за тоа какви зборови ќе излезат од нив. Немаат научено да го изгонат гневот од своите срца и страстите од своето тело, како што вели проповедникот, но само на таков начин се созидува чисто срце кое Светиот Дух го обновува. Не е морално и не е етички да предизвикуваме кавга, расправи, навреди кон другите. Коренот на лошите дела е во лошите помисли. Учтивоста, трпението, кротоста и проштевањето треба да бидат наша одлика. Горделивоста е голем греф, оти таа ги дразни чувствата на луѓето околу нас. Христос беше кроток и смирен. Матеј 11:29. Сите луѓе треба да ги почитуваме како своји браќа, бидејќи ние сите сме Божји созданија. Ниту еден човек на земјата не дошол и не се родил сам без Божја волја и без негово допуштение, па без разлика на која боја на кожата припаѓа или на кое место на земјата живее. Но за да имаме такво чувство, на таква одговорност, неопходно е верата во Бога да не биде цврста и силна. А без вера не е можно да му бидеме угодни на Бога, вели апостол Павле, Евреите 11:6. Секогаш да знаеме дека Бог се гледа, се слуша и ништо од Него не можеме да сокриеме. Добродетелите се посебни христијански особини и се придружни компоненти на постот. Прва и основна е верата во Бога. Верата ни дава силен поттик за исполнување на сите добродетели од ја речено. Без вера не е можно да му се угоди на Бога. Покајанието и смирението се плодови на верата. Луѓето кои ја сознаваат својата грешност стануваат смирени. Смирението е почеток на спасението, оти само смирениот човек може да се моли и вистински да се кае. Нема вистински пост без покаяние и плач, без смирение, без молитва, без трпение, без љубов и милост кон ближните. Плодови на постот се чувствуваат и во овој живот, но целта на постот е од вечна важност. Заповедите на блаженствата, што ги изговорил Господ Исус Христос, Матеј 5:3-12, се правило за духовно совршенство. Содржински се подредени како лествица за искачување кон вечниот живот. Милосрдието, а пред се молитвата се добродетели кои го дополнуваат постот. Постот и молитвата во црквата се запазуваат и се живеат како една од нашите најголеми светости. Постот без молитва е само една обична физичка дисциплина, диета, па дури и фарса, суета, па и прелест. Вистински пост и молитва како благодатни дарови Божји постојат само во црквата и никогаш надвор од неа. Тоа значи дека тој што пости и се моли, треба најпрво да е крстен, да се причестува, да се исповедува, да ги почитува и да учествува во другите свети тајни на црквата.
Постот не е егоцентричен, туку има соборни димензии, односно постиме, се подвизуваме и се молиме не само за себе, туку и за другите. Свети апостол Павле на Ефесјаните 6:18 им пишува: бидете постојани во молитвата. Преку молитвата телото продолжува да се храни со благодата на Светиот Дух. Благодата Божја особено ни е потребна во деновите на постот. Таа ни помага да ја зголемуваме љубовта кон Бога, а со тоа и љубовта кон луѓето. Љубовта кон сите треба постојано да ги исполнува нашите срца. Христос вели: потоа ќе ве познаат дека сте мои ученици ако имате љубов меѓу себе. На крајот ќе речеме: постот има своја посебна важност и целисходност. Тој е упатство и смерница за духовниот напредок и воздржување на човекот и негово вечно спасение. Поради тоа црквата топло ни препорачува да го пазиме постот како наша насушна потреба, оти само преку воздржувањето од грешните мисли и дела можеме да се дисциплинираме себе си. Постот му го ускратува на телото она што го сака, како би можеле и појасно и потврсто да се фокусираме на зајакнување на својот дух. Затоа, драги мои, придржувајте се кон постот и исполнувајте го. Амин.